Почитувани гледачи, еве повторно назад во отвореното студио 1, веќе добро познат термин 17 часот, во овие половина час исто така ќе се дружите со мене и колегата Антонио Крстевски, а овој пат темата ќе биде што ќе донесе теренската вакцинација против морбили. Токму на оваа тема разговараме со потпоруката на здравствениот дом во Скопје, Шпреса Хасани. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, благодарам на поканата. Така, од вчера всушност започна вакцинацијата против морбили на терен. Оно што имаше изјавено председател, директорот на здравствениот дом Мехмедовиќ е тоа дека вчера имало многу мал одзив. Каква е ситуацијата денеска? Токму така. Значи, од вчера теренската вакцинација, Здравствен дом Скопје заедно со превентивните тимови кои што вршат имунизација на децата во предучилишна и училишна возраст, започна со теренска вакцинација согласно наредбата и препораките на Министерството за здравство. Во однос на вчерашниот ден пристапивме кон вакцинација на децата во училиштата, и тоа во 11 училишта, каде што направивме статистика дека колку деца се невакцинирани во овие 11 училишта. Така што бројката изнесуваше 480, каде што од овие 480 деца се вакцинираа само 25. Денеска повторно пристапивме кон теренска вакцинација во останатите училишта во градот Скопје, каде што 12 училишта денеска се посетени и во 12 училишта се изврши теренска вакцинација. Бројката на овие 12 училишта на невакцинирани деца изнесува околу 400. Откако превентивните тимови ја извршија имунизацијата, повторно бројката е мала, така да 19 ученици се вакцинирани во училиштата. Како реагираат родителите на ова прашање со оглед на тоа што гледаме дека особено на социјалните мрежи има жестока кампања против вакцинацијата? Така. Здравствен дом Скопје заедно со превентивните тимови ја имаат улогата да направат или дејноста да направат едукација не само на здравствените работници, туку едукација и на самите родители. Ова го кажувам или го напоменувам со цел да насочам една информација до родителите дека секоја дилема која што се јавува кај родителите во однос на вакцината или во однос на начинот на вакцинирање на нивните деца можат да пристапат кон здравствените работници во Здравствен дом Скопје и да ги уочат или да ги насочат родителите дека кои се бенефитите на оваа вакцина. Во однос на вашето прашање, до денеска, значи во текот на вчерашниот ден и во текот на денешниот ден, нашите превентивни тимови не се соочиле со некои проблеми во однос на тоа дека родителите не сакаат да ги вакцинираат децата. Како се организира ова вакцинирање во координација и комуникација со училиштата, со директорите? Токму така, откако веќе ние добивме наредбата од страна на Министерството за здравство во однос на пристапување кон теренска вакцинација, Здравствен дом Скопје или ние пристапивме кон информирање на локалната самоуправа, така да постојано сме во соработка со локалната самоуправа и со училиштата. Како се спроведува теренската вакцинација, секој училиште или директорот на установата е известен во однос дека нашите превентивни тимови во одреден ден ќе пристапат кон теренска вакцинација и колку е бројот на невакцинирани во тоа училиште. Во однос на тебе споминавте како се спроведува теренската вакцинација, но дали е задолжително присуство на родител кога во моментот се вакцинира детето? Така, во однос на присуството на родителот, ние настојуваме како здравствен дом да дадеме насоки дека добро е родителот да биде присутен. Меѓутоа, во моменти кога родителот не е присутен, имаме согласност од страна на родителот да го вакцинираме детето со одредената вакцина или МРП вакцина. Така да, секое дете кое што пристапува кон вакцинација е со согласност од страна на родителот. Што во оние моменти, односно во оние случаи, доколку еве прв пат се покаже дека вакцината не е успешна, кои се следните чекори? Во однос на насоките за последователно, затоа што да се навратам малку уназад, ние претходно имавме и една теренска вакцинација
од моментот на прогласување на епидемија, зборувам во ниво на град Скопје, каде што бројката на вакцинирани деца во тој момент за теренска вакцинација изнесуваше околу 300, што реално е многу малку, така да еве пристапуваме кон повторна теренска вакцинација, доколку ние се надеваме дека родителите ќе ја сватат суштината на вакцината и ќе сватат дека децата треба да бидат заштитени, децата имаат право да бидат заштитени и ние сме тие што обезбедуваме здрави децата да бидат во здрава средина. Затоа што ако вашето дете е вакцинирано, тоа овозможува 10 други деца да бидат имуни кон одредена болест. Шпреса, ја спомена предходната теренска вакцинација во која што мал број спомена дека околу 300 деца биле вакцинирани, многумина ова теренска вакцинација ја прогласија за неуспешна. Дали може да се даде таков заклучок или не? Видете, во однос на успешноста, секое дете кое што се вакцинира, па макар и едно, е успех за нас. Зошто го велам тоа? Затоа што, како што напоменав претходно, едно вакцинирано дете овозможува 10 други да бидат заштитени од ова заболување. Кога ќе се спомене вакцината МРП, многумина, бидејќи секој има сега пристап до интернет и секој може да напише што сака, доаѓа до заклучок дека вакцината не е квалитетна, барем такви гласини се шират во македонската јавност и токму поради овие причини голем број од родителите одбиваат да ги вакцинираат своите деца со МРП, но еве кажете ни за квалитетот на оваа вакцина. Дали истата со која што се вакцинираат децата во Македонија се користи и во другите европски земји? Значи, пред се, во однос на квалитетот на вакцината, одговорно тврдиме дека вакцините се безбедни и квалитетни. Секоја вакцина, пред да се одобре, односно да се стави во употреба до здравствените институции, е проверена, односно тестирана, што значи дека вакцините се безбедни, квалитетни за користење во однос на имунизација на децата. Во однос на тоа, овие вакцини се користат и во останатите европски држави, така да квалитетот и ефикасноста е на 100%. Како ја коментирате антивакцерската кампања во македонската јавност? Во однос на антивакцерската кампања, јас се надевам дека свеста на граѓаните ќе се подигне на повисоко ниво и ќе сватат дека компликациите кои што ги предизвикува ова заболување се доста сериозни. Можам да кажам еден податок каде што 15 смртни случаеви се случуваат секој ден како резултат на ова заболување. Што значи, според статистички податоци од 2015 година, починати лица од ова заболување се околу 130 милиони луѓе во светот како резултат на компликации на ова заболување. Што значи дека граѓаните, односно нашето општество, треба да ја свати сериозноста на ова заболување и треба да свати дека ние сме тие кои што треба да направиме напори децата да не бидат заштитени. Шпреса, ќе продолжиме со разговорот. Јас само би го повикал тука прилогот на нашата колешка Андреја Чобанова. Режија, доколку е подготвен, предлагам да го видиме, па повторно ќе се вратиме на разговорот со Шпреса. Мобилни медицински екипи почнаа со теренска вакцинација во средните и основни училишта, согласно наредбата од Министерството за здравство. Планирано е да се посетат 11 училишта на територијата на град Скопје, каде што ќе се изврши вакцинација на повеќе од 480 деца. Теренската вакцинација започна во основното училиште Јан Амос Коменски во општина Карпош, а се очекува вакцинацијата да се одвива и во сите градови низ државата, истакна директорот на Здравствениот дом Скопје, Злате Мехмедовик. Во 11 училишта на територија од град Скопје, во 4 општини, денес ќе се изврши вакцинација на преку 480 деца. Во изминатиот период имавме една теренска вакцинација која што не беше успешна.
И затоа заедно со Министерството за здравство решивме да ја повториме истата и да го покриеме оној опсег на деца кои што не беа вакцинирани. Децата кои што не беа вакцинирани, според нашите сознанија во првиот круг на теренска вакцинација беа некако околу 3800. Од нив вакцинирани беа само 300 деца, што не е задоволителен процент. Претходната теренска вакцинација според здравствените власти била неуспешна, бидејќи од 3800 деца МРП примиле само 300 деца. Оваа вакцинација во училиштата ќе се спроведува со присуство или дозвола на родител, посочи Мехмедовиќ. Процентот на вакцинација со МРП вакцина се уште е мал, за да се создаде колективен имунитет и побрзо да се надмине епидемијата од морбили. Според податоците од здравствените власти, околу 22.000 деца до 14 годишна возраст на територијата на цела држава се уште не се вакцинирани. Од почетокот на епидемијата до сега заболеа повеќе од 1000 лица, а 3 починаа како резултатот од компликации од заразата. Тоа беше прилогот кој што го погледнавме на колешката Андреја Чумбанова, а сега ние продолжуваме понатаму. Јас би ве прашала во однос на тоа, еве сега во неделата имаш избори, а во училиштата еве веќе започна и вакцинацијата на терен. Дали во меѓувреме е извршена дезинфекција? Значи, во однос на тоа, насоките и препораките ги има дадено Министерството за здравство и се надевам дека надлежните институции веќе постапуваат по насоките кои што ги има дадено Министерството. Така, сега во однос на тоа јас ќе се навратам дека претходно ставот на Министерството за здравство, ако не слажам, беше дека невакцинираните деца нема да се примаат во училиште, но согласно Законот за образование, образованието е задолжително. Како да се реши овој проблем? Токму така. Министерството за здравство и Министерството за образование, мислам дека вчера или завчера излегоа во однос со декларација дека пристапуваат кон заедничка соработка и дека треба децата да се вакцинираат, односно треба да обезбедиме колективно здравје за сите. Шпреса, според информациите од јануари, односно од почетокот на оваа година, па до сега има повеќе од 1000 лица на територија на Македонија заболени со морбили. Нема да зборуваме за другите градови затоа што тие податоци веројатно ги има Министерството за здравство. Вие сте надлежни за територија на градот Скопје. Колку на територијата на град Скопје има заболени со морбили од почетокот на оваа година? Така, земајќи го фактот дека во град Скопје невакцинирани деца во предучилишна и училишна возраст изнесуваше бројката околу 15.000 деца. Здравствен дом Скопје направи имунизација, до сега, до овој момент, има имунизирано околу 12.000 деца. Што значи дека веќе обезбедуваме колективна здравствена заштита на населението, а во однос на колку е бројката во однос на морбилите кои што се имаат појавено во Скопје, таа бројка мислам дека изнесува околу 500. Половина, значи од вкупниот број регистрирани. Околу пациентите на која возраст се заразените? Има ли статистика која што се води? Да, значи се води, меѓутоа тоа се надлежности на другите институции. Од моите информации, значи има деца кои што се заболени и под 6 месеци и повозрастни пациенти, односно на 45 годишна возраст. Кој е всушност најмладиот пациент кој што е заразен со морбили? Според моите податоци од клиниката за инфективни болести, најмладото дете е под 6 месеци. Каква е моментално неговата здравствена состојба? Дали имате такви информации? Не можам во однос на тоа да дискутирам. Шпреса, многумина, пак и ќе се навратам на антиваксерската кампања, многумина, иако без подкрепени, без докази, само на одредени студии објавени на интернет, ја поврзуваат оваа вакцина со појавата на аутизам. Оправдано или неоправдано? Мојот став е дека не е оправдано. Последната студија која што има излезено, сега пред една недела, децидно се докажува дека аутизмот
не е предизвикано од страна на вакцината МРВ. Тогаш зошто овие родители го користат ова како аргумент? Можеби се работи за шпекулација, можеби се работи за дезинформација од страна на една индивидуа, која што таа дезинформација се шири многу брзо, така да мислам дека родителите или населението треба да се насочи кон здравствената заштита, односно кон здравствените работници кои што се едуцирани, кои што се советодавни и соодветни во однос на давањето на совет за овие вакцини. Како според вас сега да се подигне свеста кај оние граѓани кои што не сакаат да ги вакцинираат децата? Дали можеби во соработка со Министерството за здравство планирате некои преку некои методи да ја подигнете свеста или на кој начин? Така, во соработка со Министерството ние постојано работиме во однос на подигање на свеста на населението. Меѓу другото, се планираат и едукативни програми, односно едукации во училиштата, кои што би можеле да се спроведат во училиштата, каде што ќе бидат повикани и самите деца и родителите, се со цел да се подигне свеста кај родителите во однос на пристапување, односно вакцинација на нивните деца. Затоа што ако инвестираме во децата, ние имаме здрава иднина. Дали досега сте имале некој едукативен пристап во училиштето или допрво ќе го реализирате тој дел? Сме имале и уште работиме кон нив, меѓутоа во овој временски период мислам дека уште повеќе ќе ги засилиме, односно интензитетот ќе биде многу повеќе. Ајде да се навратиме на морбилите. Што представуваат, односно кои се оние најсериозни последици кои што може да ги остават по заболените? Децата, помладите генерации, но секако и повозрастните. Токму така, значи морбилите представуваат една сериозна инфективна болест на респираторниот систем, кои што се предизвикани од страна на вирусот морбили. Овој вирус може слободно да кажеме дека може во надворешна средина да опстане и повеќе од 2 часа. Начинот на инфицирање на пациентите со ова заболување е преку воздухот, односно аерокапков пат. Симптомите кои што се јавуваат кај овие пациенти, значи може да се јават и по 10 и по 12 дена од моментот на контакт со другото заболено лице. Симптомите или клиничката слика кај овие пациенти се карактеризира со тоа што она поблага клиничка слика се појавува главоболка, течење од носот, насолзени очи, евентуално може да се појави болка во грлото, последователно сува кашлица, а доколку веќе и карактеристичен иси по лицето и по слозокожата или кожата и слозокожата. Доколку станува збор за компликациите кои што ги напоменавте и вие, тогаш веќе може слободно да кажеме дека може да имаме појава на пневмонија, може да имаме воспаление на мозокот и мозочните увивки, воспаление на средното уво, а веќе ако зборуваме за некоја многу посериозна компликација е смртен случај на самиот пациент. Има ли начин на кој што може да се третираат? Единствениот начин пред се на заштита да не се инфицираме од ова заболување е вакцинацијата. А во однос на компликациите кои што настануваат, се применува во зависност од тоа која е компликацијата, се применува соодветната терапија. Пред некој ден имаше излезе вест дека пациентка заразена со морбилија примена со бронхопневмонија. Дали тоа честа појава? Да, доста честа појава, каде што нашите стручни лица го даваат својот максимум во однос на третманот и третирањето на самите пациенти кои што се заболени. Успешноста на вакцините во процент може ли да се презентира, да се утврди процентот на успешност на вакцината? Дали вакцинирањето подразбира дека лицето нема да биде заболено? Во однос на успешноста на вакцинацијата, 95% вакцината ве штити од зараза на ова заболување.
Доколку се појави заболувањето, зборувам за оние останати 5%, тогаш манифестацијата на самото заболување ќе биде во поблага клиничка форма, што значи дека според статистички податоци кои што ги има направено Светска здравствена организација, се смета дека 75% од населението кои што се вакцинирани имаат одбегнато заболување од оваа болест. Јас би сакала да прашам однос сега на вакцината, како што споменав и претходно. Дали доколку првиот пат биде неуспешно, после колка временски период треба да помине за, предпоставам, човекот, лицето повторно да ја прими вакцината? Зборувате доколку еднаш е вакциниран? Да. Значи, во однос на првата вакцина, за тоа што се дава во два наврати, првата вакцина, доколку се работи за дете, се пристапува, да речеме, денеска, после 2 месеци, треба да се пристапи за повторна ревакцинација. Така. С 12.000 невакцинирани лица, споменавте дека се... Околу 15.000 лица беа во Скопје невакцинирани, од кои што 12 се вакцинирани во моментов. Во моментов. Тоа зборувате од моментот на прегласување на епидемија во ниво на град Скопје. Добро, овие 3.000 кои што се невакцинирани, за кој временски период предпоставувате, односно давате временска рамка дека и тие ќе бидат вакцинирани? Значи ние го даваме и дали се ова само од предшколска и школска возраст деца или вкупно? Ова е вкупната бројка на деца кои што се вакцинирани. Во однос на училишните деца, бројката на невакцинирани во училишните деца од моментот на прогласување на епидемија изнесува околу 3800 деца. Што значи од претходната теренска вакцинација се 300 вакцинирани, во меѓувреме до постапувањето на оваа теренска вакцинација се имаат вакцинирано нормално и училишни деца. Така да се надеваме дека во поскоро време или најможен брз срок ќе се вакцинираат и останатите деца. Работат ли тимовите и во втора смена или само на? Токму така, од моментот на прогласување на епидемија во град Скопје, ЈЗУ здравствен дом со превентивните тимови функционираат во 2 смени. Односно, втората смена функционира во поликлиника Јане Сандански, поликлиника Букурешт и поликлиника Битпасар. Ревакцина дали постои, дали се ревакцинираат со МРП или само се вакцинираат на која возраст е ревакцината? Сега во зависност од тоа доколку пациентите кои што се невакцинирани, дали се обрна внимание на ова, освен оние кои што прв пат се вакцинираат и тие кои што треба да примат ревакцина? Значи во однос на вакцинирањето и начинот на вакцинирање се обрнува внимание, стриктно, децидно кажувам дека превентивните тимови работат согласно правилникот за имунизација и согласно препораките на Министерството за здравство. Доколку станува збор за лице кое што претходно не е вакцинирано, во кое што да кажеме е во 12 или 11 годишна возраст, пристапува овој месец кон вакцинација, после 2 месеци повторно се пристапува кон ревакцинација. Така, да дадете некоја препорака или нешто што до сега од овие прашања можеби ние испуштивме да ве прашаме? Токму така. Мојата препорака или препораката на ЈЗУ здравствен дом Скопје дека родителите, односно нашето население, треба да се насочи кон тоа дека треба да обезбедиме здрави деца, здрава иднина и секое дете има право да биде заштитено. Заштитата ја остваруваме ние за нив. Секако и здравствените домови во соработка со Министерството за здравство мора да посветат малку повеќе внимание на едукација на пред се на родителите со цел да не се појавуваат секакви шпекулации, информации, како што претходно кажавме, на социјалните мрежи, бидејќи секој има пристап до тоа и на неосновани студии да тврдат дека има штетни последици од страна на вакцината. Секако, како што спомена, здравствените домови и Министерството за здравство мора малку повеќе внимание да посветат на едукација на родителите во следниот период, секако кај нив да не се
појави онаа побуда да не сакаат да ги ги вакцинираат своите деца. Во секој случај ви благодариме за гостувањето и се надеваме дека морбилите повеќе нема да бидат причина за сосмртни последици, особено за најмладите во Македонија. Но и дека родителите ќе ги слушнат вашите препораки, сепак ќе ги вакцинираат децата. Токму така. Благодарам. Благодарим уште еднаш за гостувањето, Елена. Време е да се одјавиме. Да се одјавиме. Така, ние тука пополека се одјавуваме. Со мене со Антонија ќе се дружите повторно во четврток, а во продолжение следува блокот забавни емисии, односно музичкото шоу Звезда број 1. Пријатно.